Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со ТВМ телевизија и го следите најновото издание на емисијата Јоклама. Овој пат Јокламата ќе посветиме на средното образование, поточно ќе посветиме на средното стручно образование и тука една комбинација ќе направиме со Erasmus Plus програмата, односно со можностите кои што оваа програма им ја нуди на средношколците, сручно да се дооформат во своите определби, академски определби кои што ги имаат и со мене мои гости овој пат во Јокламата ќе бидат Марија Ристеска, инаку трета година средношколка во стручното средно се извинувам училиште Свети Кирил и Методи од нашиот град, и Ангела Цветковска, како дел од Erasmus Plus програмата Ми доктор, беа во посета и ја обавија таму професионалната пракса во една од универзитетските клиники во Софија. Да си го фатиме редот. Добар ден, добре ми дојдовте, како сте? Добар ден, добре сме. Малку имате сега како иде испитувања, тромесечие? Да, тромесечие не сега. Тромесечие. Како е? Одлични ученички сте? Да. Мора. Марија, ајде ќе започнеме со тебе. Како се случи ова со Erasmus Plus програмава? Сте одбрали и двете да бидете средношколки, да одберете медицината како ваша идна определба со оглед на тоа што можете и да завршите средно па да работите по струка, меѓутоа претпоставувам дека и двете ќе продолжите понатака на некој од факултетите, може би и надвор ќе замините, меѓутоа како се случи ова со Erasmus Plus програмава и да заминете во Софија? Една професорка од нашето училиште имаше аплицирано во Erasmus Plus. Се запознала таа со програмите и поточно за нашева струка, медицинска. Имаше проект Ми доктор. Тоа е практична настава, ни овозможува надвор од државава. Така да, ви се биде привлечно, предпоставувам. Да, и аплициравме, пишевме мотивациони писма, изјави. Колку време ви беше потребно да си ги подготвите тие документи или само пуштивте мотивационо писмо и... Па имавме подготовки, зашто сакаме да одиме таму всушност. Како се гледаме себе си во иднина. Така. Ангела, кога зборуваме за професионалната пракса, потоа ќе ми објасните и двете малку подетално што и како таму се случуваше и колку траеше праксата. Како се одвива праксата таа тука? Па, искрено да кажам дека многу подобри услови имаат тука. Многу работи научивме и се беше во најдобар ред. Меѓутоа овде, колку пракса имате овде? Во текот на годината, во текот на една учебна година. Ми кажавте дека од втора година веќе започнувате со таа пракса која што имате, тоа ви е дел, интегрален дел од образованието, од програмава која имате одразот. Па вака, преку година си одиме 2 дена на пракса, тоа не е задолжително, а на лето имаме феријална пракса, 21 ден, и одиме на оделенија кои ни се во следната година. За наредната година, например, сега во трета година, феријалнава пракса ви е за она што ќе го изучувате во четврта година. Тоа зависно што предмет имаме. Тоа што имате во медицинскава насока тука има само една е насока или... Да. Медицински техничар или медицинска сестра. Така. До сега сте биле минатата година феријална пракса, зборуваме за овде. Каде беше ти? Јас бев на анестезија. И? Како ти се виде на анестезија? Па, вела дека еден од потешките делови од медицина, веќе што треба да имаш познавање од буквално се... Немаме толку... Не сте толку навлезени длабоко. Да. Спремаме, например, терапија, притисок, мериме, пулс, треба да го надгледуваме пациентот на известно време. Пред или постоперативно или едното и другото? И двете. Така. Ти? Јас бев хируршко одделение. Па и ти нешто слично си било. И ти се допадна? Па да, многу бев задоволна. Така. Кој е онај дел кој што најмногу ти се допаѓа од... А кој е она што би сакал да го избегнеш? Па сакам да спремам терапија, да ја поставам истата, да изведам манипулации, да бидам активна, вклучена. Така. Прашање и за двете. За време на феријалната пракса баш ме интересираат, уште сме тука, зборуваме за во Македонија.
Како ви прифаќаат оние кои што се вработени, докторите, сестрите, останатиот медицински персонал? Како сте прифатени како средношколци, стажанти сте, доаѓате како стажанти и како сте прифатени? Колку сте задоволни од тоа? Потоа ќе зборуваме за односот кој што го имавте истиот во Бугарија, тие 20 денови. Па добро сме прифатени, не запознаваат прво со системот што е за организација и работа во болницава. Зависи. Така. Ти, Ангела? Па, супер. Име доверба ја стекве се со време. Така, на две оделенија кои што се малку ето ќе кажеме посериозни сте биле, сте обавувале феријалната пракса. И многу ми е интересно кога ќе гледам на телевизија оние серии кои што се поврзани со медицина, сите зборуваат за некакви протоколи. Колку тоа функционира и како функционира кај нас. Ги имаме ли тие протоколи, се следат? Еден ден ќе бидете дел и вие од тој од еден таков персонал. Сепак ние сме ученици и не можеме во све да сме вклучени. Тоа што го изучуваме на школа, тоа и на пракса го применуваме. Не можеме сега на операција да влеземе и да правиме тоа што сакаме, можеме да гледаме од страна, да ја наблюдуваме операцијата. Така, имавте можност таква тука? Да. Да нагледувате оперативен зафат? Може да откриеме зашто се ради, не го кажувам името на пациентот, меѓутоа. Да, сме биле на уролошки операции. И на хируршки исто. Кила, како што се например нешто. Така. Имате проблем со крв двете? Не. Немате гајле од тој. Не. Добро, ајде Марија, што се случуваше во Бугарија? Каде бевте со оглед на тоа што колку ученици прво, ајде да кажеме? Бевме 20 ученици. Таму стигнавме на 5 февруари. Не пречека доктор Еленков и главната медицинска сестра Димитрова. Не запозная со системот на организација и работа на болницата, па не поделија во помали групи, по различни одделенија, како што се кабинетите по урологија, регистратура, хирургија исто, орала. Така. Ангела, зборуваме, предпоставувам, за универзитетска клиника. И имавте, со оглед на тоа, ето кажа Марија, дека сте биле распоредени во оделенија посебни, имавте ли, бевте лимитирани во движењево? Да, извршувавме манипулации. Секако имаа доверба во нас и докторите и сестрите и дава се од себе за да научиме за тој краток период што бевме таму. Па така, како ајде објасни ми како изгледаше еден ден. Не зборуваме за првиот ден во секој случај, меѓутоа еден ден како изгледаше? Најпрво прием на пациенти научивме. Да ги примаме пациентите, да пополнуваме документи. Оној административен дел. Да. Така. Па потоа извршувавме ЕКГ, преврски на рани. Имавме можност да ваѓаме конци од рани и катетри и такви работи. Така, на кој оделение беше-те? Бев на урологија, на кардиологија и на орала. Така. Во тие 21 ден праксава беше, ротиравте по една недела, предпоставувам. Кој оделение ти беше, работата на кој оделение ти беше ајде да кажам, не најтешка, меѓутоа најпредизвикувачка? На урологија. Така. Тебе кој ти се допадна најмногу? Орала. Да? Да. Зашто орала е скратеница за? Уво носи грло. Уво носи грло. Тој ти беше дел... Се гледаш најкаде во иднина да работиш во тој дел? Не. Уште неам размислено за тоа, ама... Така. Марија, заедно бевте, предпоставувам, истиот Само последната недела јас бев ендокринологија. Присуствував таму на прегледи. И помагав на сестрата. Така. Предпоставувам дека за време на праксава на тие 21 ден имавте ментор. Работевте со некој, станува збор за медицинска сестра, беше со вас, имавте доктор, имавте и едно и друго. Сите ни помагаат, и медицинската сестра на одделението и докторите. Колку часа траеше работниот ден? Од 8:30 до 1:30. Ден. Така. Каква е ситуацијата, со оглед на тоа дека станува збор за универзитетска клиника,
И сега, а сте биле и на пракса тука кај нас да направиш една паралела. Што е она на што ево ние овде би требало да работиме, а што е она што тие го немаат таму, а ние тука го имаме. Јас сум задоволна и од двете подеднакво. Само Тука мислам некаде дека сме. во Бугарија ни дозволува повеќе да извршуваме манипулации, повеќе доверба да имат во нас. Да повеќе имавте контакт со Да. пациенти. Ве фати ли некогаш трема? Таму, кога имаш На пациент, моменти. како што кажа Марија, сега остануваш сама со пациенти со своето знаење кое што го имаш. И што сега? Како реагирате и како успевате да останете во тие? Затоа што ето кажав и претходно еден ден тоа ќе ви е животна определба. Како останувате во тие моменти прибрани? Па нашето знаење го применуваме пред се, ако ни треба помош, тука е медицинската сестра или докторот, или било кој од медицинскиот персонал да ни помогне. Сепак немојме сами да... Апсолутно. Меѓутоа, колку е ова, Ангела, можност да научиш и што научи конкретно, ето нешто што го нема во учебниците, што утре ќе ти се најде буквално, народски кажано. Па Случај некој да издвоиш што ти беше ето што ти остави впечаток во овие 21 ден кои си ги поминала Бугарија. најголем впечаток ми остави тоа што му асистирав на докторот на ОРЛ. За каков случај стануваше збор? Ваѓање вода од уше, што не сум видела досега овде, барем досега. Не помнат, јас имав проблем со ушето, мене ми го наполнија со вода. Претпоставувам вода, беше или некој раствор физиолошки, појма немам. Со што го ваѓаат, си имаат инструменти, претпоставувам. Да. Така. Тебе, Марија? Јас на уролошкото одделение ја асистирав на сестрата. Ме остави само да изведувам манипулација. Ваѓав конци од раната, исто така правев преврска со нејзина помош. Така. Сега, колку е ова прашање за двете? Колку на ваква пракса, и без разлика на онаа наша фериална пракса, имате како медицински персонал, без разлика дали во иднина ќе видите медицински сестри, доктори, главни сестри или без разлика што, колку е важен односот кон пациентите и колку пациентите треба да изградат, ето, да кажеме, еден однос, една доверба кон вас. Сепак ние треба да им постапиме прво со љубесно, за да бидеме добро прифатени од нивна страна, да стекнат доверба. Така. Сепак најважно е однесувањето. Се среќавате со најразлични, претпоставувам и таму, се среќавате со најразлични типови на пациенти од оние кои што се буквално уплашени, доаѓаат прв пат или доаѓаат прв пат за таква, ето, како што кажа ситуација ваѓање на вода од ушето и мисли дека каков проблем има. До луѓе кои што нешто знаат за медицината, претпоставувам дека тие се и најпроблематични пациенти. Нешто знаат, меѓутоа знаат од што слушнале, прочитале денес со интернетот, сите сме доктори. И како во моментот пристапувате кон таквите пациенти? И колку тука е важна помошта од оние кои што ви се ментори, кои што ви го следат секој чекор? Мора да им кажеме што треба да им направиме за да бидат подобро, да стекнеме едноставно доверба во нив, за да можат да изгубат таа несигурност во себе. Така да, она е најважно, да бидете фини и културни, да успеете да го смирите пациентот кога ќе дојде. Имаше ли некакво, ајде да кажам, да гледаат на вас она со подценување, меѓутоа со оглед на тоа што дека сте средношколци, дека сте млади, кога ќе дојде ето да ваѓате, Ангела ваѓала конци, ти си асистирала на ваѓање вода од душе, да дојде пациент и да ви рече не сакам, ја сакам некој кој што ето работи како доктор или работи како медицинска сестра. Ние сме уште ученици. Ако не сакат, тогаш ќе пристапит или докторот или сестрата. Имаше таков случај? Па имаше кај мали деца што се. Си ја бараше таа докторка, си ја бараше таа сестра. Да. Така. Во разговорот кој што го имавме пред емисијата и тогаш ве прашав
ова беше само чисто практична настава. Имавте ли некоја теоретска надградба, учевте или тоа си беше оставено чисто на вас? Тоа беше чисто на нас. Дојдовте во Софија со учебници? Не. Носевте, а си фаќавте прибелишки нешто за она што? Да, запишувавме. си имавме дневници. А имавте дневници, тоа моравте да го водите? Или тоа беше чисто? Тоа беше за нас. Ако сакаме. И имавте, двете си водевте за сите 21 ден? Да, секој Да. ден забележувавме што правевме во текот на денот, какви манипулации сме изведувале и се. Така. Што И сме научиле. колку тоа ќе ви се најде до година? Многу. Веќе знаете, спремни сте за она Да. што ќе го Се учите. надевам ќе го премениме, не. Ангела, е сега едно прашање, посебно за овие стручни, без разлика дали е медицина и друго, меѓутоа овој пат конкретно зборуваме за медицината. Обременети сте и сите оние кои што се занимаваат се обременети со доста теорија. Мора да се совлада теоретски дел, меѓутоа кога ќе дојдете на поле, на работа, кога ќе дојдете, ќе влезете во болница, во клиника, без разлика или во обична амбуланта, не е баш тоа така. Има ли некоја разлика и она доаѓа, како што го кажете, и моментот, тоа знаење кое што го имаш, кое си го акумулирала, си го процесуирала, тоа све поминало, легнало, и доаѓа време дека треба да го примениш. Има ли тука разлика? Без разлика и на таа пракса тука која имате и она сега во Бугарија, кој што е малку различно, предпоставувам таму се и доста и поорганизирани и имаат и малку и посложени протоколи со оглед на тоа дека сте биле на универзитетска клиника. Колкава е разликата? Има ли тука, работите со луѓе, живот е во прашање, има ли тука време за ајде сега чекај сега да размислам? Не, медицината нема време за чекање. Една секунда значи живот. Така. Тоа нашето знаење да го примениме ни треба уште помош, зашто не сме толку испраксирани во сите работи. Мојме сами да правиме преврски, што се поедноставни. Предпоставам. Меѓутоа, ваквото, ето, овој случај што го имавте и оваа можност која што ви се пружи, предпоставувам дека вие сте имале таму само преврски и некои полесни случаи, меѓутоа сте можели да видите многу посериозни работи. Да. Колку од тоа, Ангела, извлековте? Поука и знаење. Имаше ти таков случај каде што, како што гледаме по филмовите, растрчани и како што кажа другарката твоја, секунда е во прашање. Па да, имаше такви случаи. Каква беше реакцијата на докторите? Ве тргаа настрана или дојди да видиш? На такви случаи не можевме се во збрка тука и не можеме да влезиме. Пристапуваат прво докторите. Нормално, Не можевме да. само да наблюдуваме. Али можевте да наблюдуваме, тоа не Да. ви, да наблюдувате, тоа не ви беше, тоа ми беше и моабетот, не ви беше скратено. Да. Ако беше итен случај, тогаш не бевме вклучени во тоа, зашто тука треба све брзо да се постапи, нема време, ајде облечи се, влези. Така, така. Дали во рамки на универзитетскава клиника, како се викаш универзитетската клиника? Александровска. Така. Дали во рамките на универзитетскава клиника имаше оделение за итна помош медицинска? Да, имаше. Да. Имавте можност да видите како функционира? Не бевме ние во тоа оделение распределени. Така. А немавте можност воопшто ни да го посетите, ни да видите Да, како? имавме можност да го посетиме, посетивме. Така. Да видите. Кога заврши праксата, кога заврши онај дел, добивте некаков сертификат, некаква потврда, Добивме некаков сертификати и препораки од болницава кои што ќе ни значат во иднина. Предпоставувам, да. Што е со она, сте били до 1 час, тајде се малку поопуштено. Што е со слободното време? Како го поминувавте слободното време? Имавте повеќе од Да, половина имавме ден? слободни активности, можевме да шетаме низ парковите, одевме во театри, Софија тур правевме низ историскиот дел. Го Да. посетивме трговскиот центар, најголем во Софија, Paradise Mall. Така. И Само од Охрид во универзитетскава клиника бевте само од Охрид, само од вашево училиште сместени или имаше и други Да. студенти? Само од други Охрид. средношколци? Така. не само ние бевме. Така.
Дали имаше други практиканти, ме интересира од Бугарија? Средношколци кои што доаѓаат како вие тука што си ја имате Не, практика? ние бевме први практиканти што бевме во болницата. Имаше стажанти што учат на медицински факултет. А од факултет малку повозраст? Да. Затоа не знае студенти сме или средношколци. Дали сте средношколци? Имаше ли многу разлика? Имаат тие повеќе знаења од вас? Имавте можност да се на факултет. Па не знам, не би рекол така дека се на факултет и дека кој знае колку со оглед на тоа што важите за едно училиште од каде што излегуваат прилично спремни деца. Да, не бевме на исто оделение со нив, тие беа на како повисока функција. Така. Хајде се малку назад ќе се вратиме за да го привршиме муаветот, зашо кога дојде време да се запишеш, да се запишете прочем и двете. Зашо токму ја одбра медицина? Најпрво медицината ја сакам од мала и тоа е нешто што ме исполнува. Сакам да помагам на луѓе и хуманоста пред се. Така. Колку имаш трпение, Марија? За да со оглед на тоа што тоа е она што ви е најпотребно. Да. Работите со луѓе, мислам, и ние работиме, сите работиме со луѓе, меѓутоа колку вашава професија е малку поспецифична. Да, сепак треба да ги слушаме прво пациентите и да бидеме љубезни према нив. Така. Мора да имаме трпение. Трета година сте, уште година дена ви остана средно кај да и тоа ќе помине, ќе заврши, ќе дојде време за на факултет продолжувате медицина? Да. Да. Имате веќе од прилика, можеби не знаете конкретно, меѓутоа имате ли некаква визија што ќе кој дел од медицината? Уште е рано, ќе одлучиме понатака. Да поминиме све, да видиме, Да се пронајдеме себе си. Така. Можда уште не го имаме тоа оделение поминато кај што сакаме. Уште не сте били, уште не сте стигнале до тој дел. Какви беа реакциите кога се вративте? Од страна на професорите. Имаше многу прашања. Беа задоволни, пошто Претпоставам тие одржуваат контакти со тие кои што ве беа горди на нас. Така. Доколку ви се пружи можност повторно би го направиле тоа? Да. Така. Мене ми останува да ви се заблагодарам, ќе направиме една пауза за реклами, а потоа ќе ми дојде Валентина Наумовска, таа е средношколка од 4-та година, таа беше исто дел од Еразмус Плюс програмата, меѓутоа беше во Шпанија. Вам ви благодарам за учеството во Јокламата и само продолжите, се надевам дека ќе се бидете одлични. Ви благодарам и вас на поканата. Ќе се видиме во некоја наредна прилика. Поздрав до наставнички професорскиот кадар од Да ги поздравиме нашите вашите ученици. Да, и да им кажете дека супер си поминавте. Тие да си се обидат да видат. И мило ќе ни е и тие да име таа шанса да пробате. Така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, со вас ќе направиме една мала пауза, ќе се одмориме со еден блок реклами, а потоа си продолжуваме понатака со разговорот, како што кажа Валентина Наумовска, моја гостинка, ќе биде во продолжување од Јокламата. Познати корисниците на субвенции за комунални трошоци. Општина Охрид по распишаниот оглас за субвенционирање на комунални трошоци за потрошена вода за пиење, за гробна такса гробарина, трошоци за одведување отпадни атмосферски води и трошоци за спроведување на отпад, донесе одлука кои од подносителите ги исполнуваат условите за користење на субвенции пропишани во објавата на јавниот оглас. Списоците со корисниците на субвенции за комунални трошоци за 2018 година се објавени на веб страната на Општина Охрид ohrid.gov.mk. Нова промотивна акција во Кармен Бау центар Охрид. За секој купен електричен алат од програмата на График, за втората машина добивате попуст од дури 50%. За секое купено парче рачен алат или ХТЗ опрема од брендот на Нео, за следната добивате 50% попуст. За секоја купена машина од брендот на Верто, за следната добивате попуст од 50%. Кармен Бау центар Охрид.
Znate li da sardine sadrže duplo više proteina nego svježi sir? Imaju i 2 puta više vitamina D nego jaja, te 3 puta više kalcija nego mlijeko. Samo riba, sol i ulje. Ma di ćeš, jače. Eva sardina. Го препознавате ли овој град? Ова може да биде идна разгледница од Охрид. Добро да размислиме пред да се промени визурата на Охрид за секогаш. Jack, how long is this going to last? This thing's gonna get worse before it gets better. Bloody hell. Would you look at that? We've never seen one move this fast before. Not if I can help it. We may have a disaster on our hands. My God! Mom! Should have had more warning. The world is freezing, Dad, and Mom's probably already dead. Whatever you do not go outside. It's gonna hit you any minute now. People are dying. Rifts have opened up over the U.S. Now, if it hits the launch site, it's too late. If we don't get that data now, it's doomsday. Продолжуваме, почитувани гледачи, ние понатака со рекламата, како што најавив кон крајот на првиот дел. Сега моја гостинка ќе биде Валентина Наумовска, инаку таа е 4-та година во средното стручно училиште Свети Кирил и Методи од нашиот град, исто одсек медицина. Исто така беше дел од Erasmus Plus програмата Ми доктор нивниот проект, меѓутоа беше малку подалеку од моите претходни гостинки, беше во Шпанија, меѓутоа за случувањата и за се она што со што таму се сретна и што таму работеше во тие изминати 20 на дена, ќе ни каже во продолжение на емисијава да си го фатиме редот. Добро ми дојде во ТВ, добро ми дојде во Јоклама. Валентина, како си? Добро ве најдов, прекрасно чувство. Супер. Исто прашање морам да ти го поставам како и на твоите соученички. Зошто одбра да бидеш дел од Erasmus Plus програмава? Беше чисто на наговарање, на сугестија на професорката, на професорите од училиштето, или едноставно сакаш да ги шириш хоризонтите, сакаш повеќе знаење, сакаш повеќе искуство, нешто е неопходно во секоја работа, во медицината па и дупло повеќе? Искрено, мојата причина беше тоа што сакав да ја видам разликата меѓу нашата болница нормално и надвор од државата. И стекнав многу друг впечаток. Тоа беше наисто така големо искуство за мене и за понатамашната кариера, која ќе градам, се надевам, како доктор. Со ова прашање го завршив разговорот со твоите другарки, меѓутоа тебе ќе те прашам зошто ја одбра медицината. Ти си веќе сега на крај на средното училиште, меѓутоа зошто ја одбра медицината? Искрено во почетокот беше случаен избор или? Случаен избор, во почетокот искрено се двоумев, не знаев што да одлучам и на крај решив медицина и многу ја засакав медицината. Така. Сега уште повеќе. Да, ќе биде ли твоја пределба и универзитетски избор, можеби ќе продолжиш академски да се образуваш? Секако. Така, планирам, да. Медицината. Планирам. Беше во Шпанија. Каде бевте во Шпанија? Каде бе во Шпанија бевме сместени во едно градче, Лас Росас. Тоа беше 15 минути оддалечено од домот за стари лица, во која вршевме нашата феријална пракса. Бевме 20 ученици,
кој имаше и од трета година нормално, бевме поделени во две групи. Исто така во местото имаше многу убави паркови, имаше средно училиште во кое сите ученици беа во униформа. Беше то прекрасна гледка за нас, поради тоа што кај нас тоа го нема. Да, ма сигурно. кај нас имаше униформи, меѓутоа некако вие учени... Не, таму беше многу поинтересно, со сукња, со чорапи, со многу Валентина цел живот си во униформа, ќе бидеш во униформа. Да. Може би не си, меѓутоа цел живот ќе бидеш Да, во да. униформа. Така да предпоставувам дека ќе ти биде определба да носиш и ќе ти се исполни желбата. Кажа дека сте били распределени во дом за стари лица. Тоа станува збор чисто за дом за стари лица или имаше тука и она поливалентно лекување, како се вика? Не, тука беше дом за стари лица, искрено да кажа, но таму се вршеа само едноставни преврски ако имаја некои рани, иначе немаше некакво лекување. Лекувањето беше со таблетарна терапија, каде што им го даваја во нивните омилени јадења, во нормално желе или мармалад, каде нас тоа го немат. Немаше кај нас, например, инфузиони раствори и таква... Што беше со оние стари лица кои што беа хронично болни, предпоставувам, и кои што треба да земаат и друга терапија, ако се диабетичари? Имаше инсулин, тие така, таму беше поинаку искрено. Некој кај нас со пенкала или такви слични работи, тоа беше само автоматски тие Си имаат пумпи за инсулин, да. инсулински пумпи, како се викаат. Да. И самите си ги... Да, сами. Си даваат. Да. Како ти беше еден ден? Искрено... Како изгледаше еден ден во таа феријална пракса? Станувавме на Сабајле, кога ќе бевме Сабајле, станувавме, одевме на појадок и тргнувавме за на пракса, 15 минути ни беше. Од Сабајле го чекавме супервизорот, главната на тој дом, и не распределуваше по оделение. Тоа беше скоро на 4 ката тој дом беше. Во долниот дел имаше за физикална терапија и работна терапија кај овие пациенти. И секој одреден ученик беше со одреден вработен во тоа оделение и ја вршевме работата која тие ја вршеа, негата на пациентите. Ги местевме креветите, ги капевме, ни даваја. Исто така ги облекувавме, ги шминкавме, ги средувавме и потоа ги носевме во холот каде што имаја да гледаат телевизија и такви работи. Сега спомна еден дел, во Муавето спомна еден дел кој што без разлика дали се ученици кои што изучуваат медицина, вклучително и тие, твоиве другари, или без разлика дали се други млади лица, кажа работи како што е капењето и она грижа. Тоа е нешто што го избегнуваат младите. Да, нас не ни представуваше никаков проблем, тоа ни беше нас задоволство. Тие се смееа, беа позитивни, тоа нас ни беше доволно кога ќе не видеа нас млади, а тие веќе лица во години. Беа пресреќни. Така. Да. Колку е важно да се изгради однос со пациентите и кога ќе го остварите првиот контакт, не зборувам генерално, меѓутоа првиот контакт во текот на денот, ето наутро, да бидете вие сте впрочем и првото лице кој што го гледа и очекува од него помош, било каква, или очекува друштво. Колку е тој момент важен? Многу е важно тоа, бидејќи ние бевме во Шпанија, не знаеме многу јазик, се разбиравме со знаци, со нормално нова технологија, Google Translate, такви работи. Многу е важно. Тие нас ни беше доволно само да се насмеат, да бидат позитивни, да го продолжат животот понатака, иако имаат толку години. Иако таму старосната граница беше многу поголема. Ние мислевме дека има, например, по 50 години, а тие имаја 80, а не изгледаја баш така. Беа многу младолики, одржани лица. Да. Многу витални. Морам да напоменам, најстарата особа беше 103 години и беше уште подвижна. Тоа беше преубаво.
Прекрасно. Ја спомна комуникацијата. Како комунициравте и како, ето, ги обавувавте сите должности, кој беше јазикот? Искрено со знаци, покажувавме со прсти, со нешто знаевме, нешто не, нешто ги разбиравме. Со персоналот? Да, со персоналот, со Google Translate. Нешто ние зборува научивме. англиски барем? Не. Голем процент не зборуваа, само имаше 2-3 кои знае англиски јазик. Другото беше на шпански, па... Да, сега па ти разбери ако можеш. Така, меѓутоа си ја обавивте вашата пракса. Што беше она што ти остави најмногу впечаток? Кажа дека чисто онака иницијална каписла била тоа да видиш како функционира една таква установа, која што може и да ја наречеме здравствена. Да. Во споредба со она каде што претходно 2 години, колку си ја обавувала феријалната пракса? 2 години, да. Да. Па искрено важно е, најголем впечаток ми остави тоа ординирањето на терапијата, која беше во тој дом. Имаше многу игри кои се трудеа да ги натераат лицата да размислуваат. Имаше домино, играја, имаше одреден ден кога танцуваја сите заедно, се поддржуваа едни со други, играја со топка, редеа коцки и такви работи. Така. Да. И од тука да спомнам јас, да спомнам колкава е потребата од изградба за дом на стари лица во нашиот град, со оглед на тоа што кај нас имаме само геронтолошко оделение, тука што е нешто, кажа и самата, нешто сосем друго. Тука е и за поливалентно лекување. Се била ли на геронтолошкото оделение тука? Да, сум била, ама многу е голема разлика таму и овдека. Таму пациентите ги глеdaa многу поинако отколку кај нас. Секој ден можеби ги капеа, секој ден. Ги средува, имаше фризерски салон во долниот дел на спратот. Правеа маникири, педикир, ги средува косите, тоа беше прекрасно. Имаја физикална терапија, работи кои вежба во тој оддел, помагала средства. Така. Тој дел, овој дел сега кој што го кажа, е дел кој што е она инфраструктура и е благодарение на подобрите финанси. Да. Меѓутоа, односот од персоналот, оние кои што беа вработени таму, кога ќе направиш разлика со односот на персоналот тука со пациентите, има ли, толкава ли е разликата? Сите знаеме дека има разлика, меѓутоа, и сега ќе кажат, ама тие таму за колкави плати работат. Не, и ние можеме да си дозволиме, например, да одиме во старачки дом, да сме таму со нашава плата. Секој можеше да си дозволи, и не им беше, например, срам да го однесат својот родител во таков старачки дом. Драстична беше разликата. Таму ги капеа, ги гушкаја, ги милуваа пациентите, зборуваа со нив ако имаја потреба некоја. Друго, например, ги бацуваа во образ, кај нас такво нешто немаат. Ги сместуваа на убави места, ако сакаја да излезат во градината, ги шетаа во градина, имаше прекрасна градина со фонтана. Родителите им доаѓа нон-стоп кога ќе посакаат, имаше можност да ги земат и да ги однесат дома, па подоцна да ги вратат назад. Синови керки што си имаат така, од фамилијата. Имаше кафетерија, во кафетеријата се собираја, комуницираа меѓу себе. И многу беше прекрасно. Останувате ли повеќе од тоа што ви беше наложено да бидете таму 8 сати? Колку бевте уствари? И вие бевте до 1 часот? Колку бевте? Не, до 2 часот, а од 2 часот се менувавме со другата смена. Работевте попладне? Да, во 2 смени бевме. Така. Останувавме како нас ни беше задоволство кога некоја бабичка ние да ги наречеме, ке ни се насмееше, ке не прегрнеше, ке ни кажеше убав збор. Останувавме. Бевте сместени блиску или далеку до домот? Блиску бевме сместени, околу 15 минути може да беше оддалечено, пешки одевме до домот. Така, супер. На почетокот, пред да го имаме разговоров, кажа нешто емотивно за тоа кога сте заминувале. Што се случи? Да, кога заминувавме дента, нима ја приредено во салата каде што игра, каде што танцува, сите беа собрани.
И кога слушна дека ќе си заминуваме, почна да ни пеат песна. И да почнат да плачат и ние со нив плачевме, тоа беше најемотивниот дел. Имаше уште еден дел кога им пуштавме ние музика македонска и кога во еден момент заигравме македонско оро, сите беа вчито невидени, сите се собраа во салата. Беа фасцинирани, иако не знаеа многу македонски јазик. Така, моќен инструмент е музикава, посебно за рехабилитација. Го водеше ли ти тој дневник? Да, водевме дневник секој ден, се собиравме со нашата професорка, доктор Илинка Петрова Милошевска и дискутиравме за секој ден што сме виделе ново, што сме работеле, дали сме задоволни од тоа што го видовме, дали добро се однесуваат со нас. Искрено да бидам, многу добро не прифатија, иако не знаевме многу шпански јазик. Прекрасно. И задоволни беа од тоа што ние го работевме. Ги храневме. Таму имаше и ужина, имаше и разни такви... Многу имаја храна, желе имаја. И тоа беше прекрасно искуство за нас. И можеби не си научила за манипулации, за зафати и све, меѓутоа си научила еден многу битен момент во медицинава, тоа е односот кон пациентите, без разлика кој ќе е пациент. Да, многу е важно кога ќе им се насмееме, кога ќе им дадеме некој убав збор за продолжан напред со својот живот. И мислам дека тоа е едно најважното нешто во медицината. Не е важно само да знаеш да оперираш или било што, важно и односот кон своите пациенти. Така, гледа на некој кој може да му помогне, кој треба да му помогне и бара спас, едноставно, како што викаме ние. Би била дел повторно од Еразмус Плюс? Секако дека би била. Затоа што знам дека има и по факултетите исто нудат најразлични програми и најразлични проекти. Секако дека би била, никогаш не прифатила да не присуствувам на такво нешто. Тоа е ново искуство за оние млади сега кои ќе се запишат на медицина во нашето школо. Така. И им препорачувам сите да аплицираат за тоа. Добиите некаков сертификат, кој што знам? Да, добивме сертификати. И предпоставувам дека ќе ти помогне при упис на факултет. Да, се надеваме. Свечено директорката главната на тој старечки дом ни ги доделуваше во Шпанија, а кај нас градоначалникот. Така. Градоначалникот мислам дека беше, па заборавивме да направиме муабет за тоа, ги посети во Софија. Да, тој беше таму дел, кај нас далеко е Шпанија, така, да не посети. Така, малку подалеку е. Да. Имавте можност да видите освен старечкиот дом некој друг медицински објект? Искрено не видовме во близина таков објект, но бевме во Мадрид, бевме во Толедо, тоа е стариот град. Бевме во куќата на фудбалот, го посетивме Реина Софија во Мадрид. И нормално Primark, тоа е големиот трговски центар. Да, тоа е најважно. Да, тоа за нас не беше најважно. Чисто за самиот крај од разговорот, Валентина, продолжуваш со медицината? Да, секако. Имаш ли веќе некоја визија, нешто што би сакала? Искрено, првин би сакала да сум општ доктор, па за понатака ќе видиме. Така? Да. Работа со пациенти тука кои ги знаеш? Баш така. Да, тоа е... Ми искрено ни помогна и феријалната пракса која ја обавуваме во болницава. И тоа е плюс за нас. Така. Феријалната пракса имате и годинава и дали ова значи дека сте ослободени или едноставно мора да си ја истерате таа? Не, мора да ја истераме, морат секоја главна сестра водите евиденција дали сме биле или не сме биле, дали сме присуствувале или не, и не контролират. Во овие 2 години, не знам годинава каде ќе обавуваш феријалната пракса, не знам дали знаете веќе каде ќе сте, меѓутоа каде ти беше најубаво и најголем предизвик ти е и најголем предизвик ми беше хирургијата во новата општа болница нормално. Предизвик ми беше и гинекологија, да го видам првиот породување. Другите оделенија исто имаше и таму, прекрасно беше на нервно, на интерно, на педиатрија со деца,
Така. играш со нив. Така. Прекрасно. Ама хирургијата најмногу. Имаш време 5 години, ќе се најде се. Да. Каде ќе ти биде Ке се пронајди. Така, каде ќе ти биде интересно. Валентина, ти благодарам за учеството во Јокламата. Само продолжи така и ќе се видиме во некоја наредна прилика. И јас се надевам дека ќе се видиме. Така. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатно попладне и имајте убав ден. Се гледаме повторно наредниот вторник.